Jedan mlad старешина, офицер, воен старешина, во касарната му се пиело кафе и отишол на автоматот да си земе од таму кафе, меѓутоа немал ситни банкноти. Поминувал некој војник и офицерот му се обратил и му побарал, го прашал дали има монети, т.е. банкноти, што требало таму за автоматот. И војникот рекол, да, имам, треба да видам само во джебот, се бркнал да провери, да земе. И во тој момент офицерот се сетил дека има власт и дека може поинаку да разговара со војникот, дека може да му заповеда и дека треба малку поофицијално кон него да се однесува, бидејќи има власт, да се однесува од позиција на власт. И му рекол, остав. Знаете што е остав? Оние што биле во војска знаат. Дека не било добро направено и кога ти дават остав, почнеш се од почеток. Може нешто 2 сати да си го правил, но кога ти дадат остав, се од почеток правиш. И пак прашал офицерот, војниче, имаш ли ситни банкноти? И тогаш војникот се разбира, официјално застанал мирно, го поздравил и рекол, господине офицер, немам банкноти. Офицерот си останал на практикувањето на власта, но останал без кафе. Значи, говориме за власта и што значи власта, што носи власта со себе. Самата позиција, самиот авторитет што ти е додален, не значи и власт. Потребно е нешто друго. Соломон вели дека потребно е, многу важно е да се има мудрост. Треба власта да се практикува со мудрост. Една поговорка вели дека, мудра поговорка вели дека власта ги корумпира луѓето. Може би проблемот е во тоа што корумпираните луѓе најмногу трчат за власт, што знаат дека преку власта ќе можат да се ги осварат своите корумпирани амбиции или желби. И за жал, ако погледнеме наоколу како се практикува власта, ќе видиме дека и тоа не се однесува само во политиката, во сите области, зашто власта е многу поширок поим од политичката власт, таа не се практикува најмудро. Повеќето водачи или луѓе кои се на позиција на власт изгледаат како овчари кои ги влечат овците, отколку овчари по кои што овците одат или ги следат. Нормалното практикување на власт е човек кој од позиција на власт оди, води, а следбениците го следат. Не сте виделе, и верувам, нема да видите, јас не сум видел овчар кој ги врзал за јажа сите овци и ги влечка по него. Овчарот оди и овците, бидејќи го препознаваат авторитетот на овчарот, го следат. И тоа е нормалната позиција на власт. Тоа е практикувањето на власт. Во практика, повеќето водачи почесто ги влечат следбениците, ги бутат и ги принудуваат да ги следат, отколку што се следени од следбеници. И тоа не е само во секуларниот свет, за жал тоа е и во црква. За жал, честопати луѓето така го сваќаат и односот со Бог. Се чувствуваат како принудени да го следат Божиот авторитет и да ја почитуваат Божјата власт. Значи, како што кажа веќе, говориме за проповедникот, книгата Проповедникот. Соломон, како автор на книгата Проповедникот, е човек кој царувал долго време. Тој бил цар на Израел, некаде 1000 години пред Исус Христос или околу 3000 години сметано од денес, околу 3000 години. А самата книга Проповедникот представува еден вид духовен дневник на Соломон. Тој во книгата ги запишува искуствата што ги стекнал во животот, што ги научил, животните вистини. И нормално е Соломон како цар, како човек кој имал власт, нормално е во овој свој дневник, духовен дневник, да ги пренеси своите искуства од владењето и да каже некои мудри мисли за власта. Сосема нормално. И Соломон, како човек кој владеел со
Израел во максималните граници, имено Соломон е единствениот цар кој успеал да го доживее исполнувањето на ветувањето што Бог му го дава на Авраам. Тоест, Бог му вети на Авраам територија во определени граници и само во времето на Соломон Израел беше навистина во тие граници, максимални граници, кои Бог му ги вети на Авраам. Давид и Саул, претходните цареви, војуваа за да го расшират царството, и во времето на Соломон и со политички договори најпосле тоа царство ги достигна тие максимални граници. Така да има што да научиме од еден цар како Соломон, ако го има во предет и фактот дека тоа е најмудриот човек на сите времиња. Имаме и цар, имаме мудар цар, а исто така имаме цар кој е исполнет со Светиот Дух и пишува вдахновен. Така да ова слово кое е запишено овдека, што ќе го разгледам ова вечер, е слово од Светиот Дух, слово кое е преточено во животот на еден цар, еден мудар цар, најмудриот цар во сите времиња. Пред да продолжиме, прво ќе го прочитаме текстот и потоа ќе видиме, така малку по малку, стих по стих, кои се основните идеи што Соломон ги пренесува, а кои се важни за власта. Кој е како мудриот и кој го разбира значењето на работите? Мудроста на човекот му го просветлува лицето негово и строгоста на лицето негово се изменува. Јас велам, пази го царскиот збор и тоа поради клетвата пред Бога. Не брзај да бегаш од лицето негово и не биде тврдоглав во лошите работи, зашто тој што ќе посака, се може да направи. Каде што е зборот на царот, таму е и власта. И кој ќе му каже, што правиш? Кој пази заповед, тој не доживува никакво зло. Срцето на мудрот знае и време и наредба, зашто за секоја работа има свое време и свој суд, а за човекот е голема несреќа, што не знае, што ќе биде и како ќе биде. А кој ќе му каже? Ниеден човек нема власт над духот, за да го задржи духот, и нема власт над смртниот ден. Нема избавување од таа работа, ниту пак безбожникот ќе го спасат неговите лоши дела. Значи, целиот текст говори за власт. Иако првиот стих почнува со мудроста, сепак основниот принцип, основното правило при толкувањето е контекстот. Контекст. Два клучни збора се повторуваат: мудрост и власт. Кој има власт? И зборот цар е вметнат некаде меѓу редови, што повторно не говори за власт. И пак ќе кажам, значи книгата Проповедник е збирка на поговорки, мудри мисли, во кои се содржани идеи. И не можеме во секој збор, во секоја фраза да бараме доктрина, одека се представени во тие поговорки идеи. И вечерва ќе видиме кои се идеите, размислувањата на Соломон, кој вдахновен од Светиот Дух говори за власта. Прво, две како забелешки. Потребно ли ни е ова изучување на сите нам? Зошто го кажувам ова? Зашто предпоставам, и сосема нормално е, од сето досега што кажавме, некои луѓе да се прашат, па добро, јас не сум ниту председател, ниту премиер, ниту газда на фирма, ниту сум пастор, ниту сум старешина, зошто воопшто би ми било важно ова изучување? Ова нека го служат пасторите, старешините, водачите. Јас не сум водач. Важно е изучувањето за секој. Секој збор, сето слово што е запишено во Библијата е вдахновено од Бог и е полезно за секого. Тоа е од една страна, причина. Веруваме дека и овој текст е вдахновен од Бог и не е даден овдека за поука на сите нам. Има и друга причина. Јас верувам дека сите ние сме поставени во некаква позиција на власт. Нема човек кој не е поставен во позиција на власт. Нема човек кој нема власт во некоја област, во некоја мера, во некоја смисла на зборот. А
Ако така гледаме на власта, сите сме пак и во некаква позиција на водачи. Сите сме некакви лидери. Секој што има деца, секој што е родител, има авторитет, има власт над своите деца. Родителите решаваат за своите деца. Имаат власт. Родителот решава во кој училиште ќе биде запишено, што ќе учи, колку ќе добива, како ќе се храни. Тоа е власт. Во семејството мажот има власт над жената. Јас верувам дека мажот има власт над жената. Тој е водач. Мажот е водач. А пак жената заедно со мажот исто така управува со семејството кое е составено и од деца. Оние што работат во градинка или во училиште имаат власт и се поставени над учениците, над децата каде што работат. Оние што се како шефови на работното место имаат власт, некаква власт. Полицаите имаат власт во регулирањето на сообраќајот. Власта е поставена насекаде. Овој свет е изграден на принципот на власт. Бог има власт и сиот свет е организиран на принципот на власт. Така да, овој текст е важен за секој. Сите ние, поучени од овие принципи, треба да знаеме како да ја практикуваме власта која ни е дадена. На секому му е дадена власт. Во различни животни ситуации во кои ќе се најдеме, имаме позиција на власт. Кога некој ќе се најде во некаква немок, а ние можеме да му помогнеме, ние сме во позиција на власт. Ние сме во позиција на власт кон оние кои зависат од нас во некаков поглед. Се е тоа власт. Тоа првото. Сите сме во позиција на власт. Од друга страна пак, сите сме во позиција на подчинети под некаква власт. Дори оние кои се на највисоката позиција на хиерархијата, исто се подчинети. Има некој над нив. И сепак, во општеството во кое живееме, ни е дадено правото да решаваме кого ќе следиме, кои авторитети ќе ги следиме. Се разбира, не можеме да избираме во секој случај. Например, децата не можат да избират кои ќе им бидат родителите. Не можат да кажат, овие родители не ми се допаѓат, ќе се изберам други. Но во многу други области во животот можеме да избереме. И овие принципи, што се дадени овдека за власта, треба да не раководат какви авторитети да следиме. Кои се библиските модели за власт. Секако, Бог, Господ Исус Христос е моделот за власт. И оние кои што го следат Исус Христос се модели за следење во нашиот живот. Малку повеќе ќе видиме во овој текст. Значи, идејата ми е дека важен е овој текст. Иако не сме некои важни фактори во општеството, овој текст е важен. Зашто сите ние уживаме некаква власт или поточно сме одговорни заради некаква власт, зашто власта не е толку уживање, велиме ние уживаат власт. Не, одговараат за власта. Сите ние одговараме во некаква смисла на зборот за власта која ни е дадено, а и сите ние имаме одговорност пак да следиме авторитети кои се угодни за следење. Има власт на многу места, многумини имаат власт, но ние сме одговорни во нашиот живот да следиме луѓе кои правилно ја практикуваат власта. Значи, на прашањето, вреди ли да го слушаме овој текст, вреди ли да го следиме ова изучување, валидно ли е за нашиот живот? Да, валидно е. Тоа е Божјо Слово. Ајде да видиме се некои од работите што Соломон овдека ги истакнува. Прво постава едно реторичко прашање на почетокот на првиот стих. Кој е како мудриот и кој го разбира значењето на работите? Ова е реторичко прашање и во паралелизам се поставени две тези, тоест две подпрашања. Прво, кој е како мудриот? И вториот дел во овој паралелизам всушност покажува кој е како мудриот. Кој е како мудриот? Како мудриот е оној кој го разбира значењето на работите.
И овде клучниот збор е разбирањето на значењето. Значењето е важно. Зборот значење, што овде кај нас е преведено како значење, може да го најдете во други преводи како длабочина, суштина, содржина и така, или значење. Идејата е да се проникне. Мудар е човекот, и бидејќи контекстот овде кај е власта, мудар водач со власт е оној кој го разбира значењето на работите. И прво почнува со значењето на власта и се останато. Зошто е тоа многу важно? Зошто прашањето кој овде се поставува, зошто? За да одговориме на прашањето кој е значењето на работите, треба да го поставаме прашањето зошто правиме нешто, зошто нешто е така. Прашање кој треба да се поставува секогаш. Проблемот на современиот човек е што многу ретко веќе го поставува прашањето зошто. Многу од работите ги правиме зашто ги правиме. Се однесуваме како она жената што го ставала лебот во долапчето, секој пат сечејќи ги двата краеви. Знаете, сте чули повеќе, сте чули некој, не чули, ајке кажам. Значи, некоја жена, секој пат кога го ставала лебот, во тоа местото каде што треба да биде лебот, го сечела лебот од краевите. Еден ден керката прашала: мамо, зошто го правиш тоа секогаш? И мајката рекла: па мајка ми правеше така. И детето отишло кај мајката, кај бабата, и ја прашала бабата: зошто го правиш, зошто мајка ми и ти го правите тоа? И таа рекла: па и мојата мајка правеше. Па прабабата била жива и отишло детето и кај прабабата. И ја прашала, и прабабата рекла: па во времето кога ние купувавме леб, нашето долапче беше пократко, па требаше да го сечеме лебот за да го соберем натре, за да можеме да го ставиме. И ние за тоа го правевме, ма не знам зашто сега твојата мајка и твојата баба го прават тоа. Го прават зашто го правеле. Многу работи денес правиме зашто се прават. Сите прават така. Практикуваме власт. И зошто на ваков начин практикуваме власт? Зошто сите така практикуваат. Зошто е важно прашањето зошто? Зашто тоа прашање, одговорот на тоа прашање ќе ни покаже многу работи. Ќе ни покаже дали сме на правилниот пат. Во книгата Евреите, 5 глава, 14 стих пишува: зрелиот човек, зрелиот верник, кој редовно го конзумира Словото, знае да разграничи добро и лошо, правилно, неправилно, праведно, неправедно. Како ќе знаеме дали нешто е добро или лошо, дали е правилно или неправилно, дали е праведно или неправедно, ако не ја разбираме суштината на работите? Не е толку важно што правиме. Важно е зошто го правиме. Денешниот човек многу ретко го поставува прашањето зошто. Сите прават така и ние правиме. Сите постапуваат на ваков начин и ние постапуваме така. Мудриот човек, и овдека веќе говориме за водач, мудриот водач или мудрото практикување на власта, ја разбира суштината на работите. И од тука веќе, кога ќе се постави прашањето зошто и кога ќе се најде одговорот, тоа ќе видиме многу работи, ќе се фрли многу светлина во нашиот живот. Дали работите што ги правиме се угодни на Бог или не се угодни на Бог? Дали мотивот е угоден на Бог или не е угоден на Бог? Мудриот човек има страф од Бог и за секоја своја постапка прашува правилно ли е, добро ли е, зошто го правам тоа? Доаѓаме на црква. Сите доаѓаме на црква. Ако прашате многу од луѓето зошто одат на црква, многумина нема да знаат да го кажат одговорот. Ке речат: па сите одат. На Вардар, илјадници луѓе одат и полнат вода. Ако ги прашате зошто го правите тоа, одговорот ќе биде: добро е. Зошто е добро? Зашто сите го прават. Угодно ли е на Бог да се прави тоа? Правилно ли е пред Бог
да се прави тоа? Го цени ли Бог тоа што го правиме? Тоа е она што вели овдека Соломон. Кој е мудар човек? Мудар човек е оној што ќе го разбера значењето на работите или оди подлабоко. Проблемот на современиот човек е во тоа што работат центрите на површината на мозочната кора. Ги употребува центрите на површината на мозочната кора. Центрите за дишење, рефлексите, инстинктите. Не ги употребува оние центри што се малку подлабоко. Оние центри преку кои што треба да со чијашто помош треба да влезе во суштината на работите. Да го постави прашањето зошто? Доаѓаме на црква. Зошто? Пееме. За да пееме. И пееме. Се прашуваме ли зошто пееме? Ми пееме да го прославиме Бог. Ако ние не пееме за да го прославиме Бог, напразно пееме. Ако не сме овдека за да ја искажеме нашата почит кон Бог, ако не сме овдека за да му послужиме, да го прославиме Бог, не го разбираме значењето на нештата и не сме мудри. Мудриот човек, и тука веќе говориме нели за водачот, мудрите водачи проникнуваат подлабоко. Нив им е важно не само што, не само како, туку зошто се прави нешто. Многу информации имаат луѓето денеска. Многу нешта знаеме. Впиваме информација. Но многу малку се прашуваме колку сето тоа ни е полезно. Што со таа информација? Посебно младите со тие компјутри многу малку размислуваат, голтат многу работи, без да се запрашат колку сето тоа ми е полезно. Зошто треба да го голтам сето тоа што ми се сервира? Прашањето зошто открива многу нешта. Всушност прашањето зошто не открива суштината, значењето. А од тука понатаму веќе и можеме да провериме дали сме угодни. Еден водач, човек што практикува власт, го постава прашањето зошто правам така. И од одговорот потоа ќе разбере дали е угоден на оној пред кого што сите еден ден даваме отчет. Тоа е прво, значи тоа е важно. За нас кои имаме власт, сите ние имаме власт. Многу важно е секој пат да проникнуваме во суштината на работите, да го разбираме значењето. И кога делегираме власт или кога решаваме да следиме некого, да поставаме прашање зошто него го избирам? Дали е човекот кој практикува власт на угоден на Бог начин? Зошто? Треба да го поставаме прашањето зошто. За жал, ретко поставувано прашање, на кое прашање, верувам, многумина би се разочарале од одговорот што би го добиле. Второ, многу интересно, во продолжение на првиот стих, мудроста на човек му го просветлува лицето негово и строгоста на лицето негово се изменува. И полека навлегува во власта. Уште говори за мудрост и навлегува кон власта. И се тука ни говори за мудрост која предизвикува кај човек ведро лице. Зборот просветлува, значи разведрува или осветлува, разведрува. Го прави пријатно лицето на човек. Зрачи, со ведрина. Која е спротивноста на оваа? Која е обично асоциацијата на авторитет и власт? Строгост. Да. Или израз кој треба да влее страв. Обично власта се идентификува, се поврзува со страв. Би требало да имаме страв од луѓето кои практикуваат власт. И тој стереотип се шири. И кај нас, нашиот народ се шири со векови. Сите што имале власт овдека, од 500 години робство, потоа сите соседи се изредили со не знам колку децении,
Потоа имаше режим и во умот на луѓето се врежало тоа сознание дека власта треба да асоцира на строгост и страв. И тоа влегува во разбирањето на луѓето и сите што имаат каква и да е власт, тренираат строгост. Тоа е така кога ќе се почне од тој обичен вратар во некоја институција, па до невисоката позиција. Сите се строги. И наставниците, и полицаите, и старешините, па дури и во црква. Духовен човек е човек кој изгледа строго. Тој треба да е строг. Треба да има брчки овдека, меѓу очите. Соломон вели нешто друго, поинакво. Вели дека мудроста го разведрува лицето на човекот. Не е неопходно власта да се асоцира со строгост. Зошто власта се асоцира со строгост? Дали Бог на ваков начин ги принудува преку строгост луѓето да го следат? Друг е принципот кај Бог. Кај Бог принципот е љубов. И овдека доаѓаме на она што го кажав на почетокот. Следење или влечење, водење или буткање. Обично власта се поистоветува со строгоста, со страв, тоест оние што се во позиција на власт треба да втерат страв во коските на луѓето и тие да бидат принудени да ги следат водачите. И тука немаме водач и луѓе кои следат, туку водач и луѓе кои се влечени или принудени да следат. Вистинскиот водач е човек во колку луѓето препознаваат авторитет, препознаваат власт и го следат. И нема потреба таквиот водач да има строго или намрштено лице. За жал, пак ќе кажам, тој стереотип е многу раширен. Дури кога мајстор ќе ти влезе дома, имавме многу проблеми со нашата машина за перење на садови и двајца дојдоа мајстори и двајцата има исти однос. Отвараат машината и почнуваат со критики. Што е ова? Ја расипавте машината, вака ли се пере, вака ли се користи? И на крајот разбравме дека од сето тоа што не кажува, ништо не било во право. Во ништо не било во право. Проблемот бил да се симне цревото за одвод по-ниско. Меѓутоа не знае да ни го кажат тоа и својата позиција на власт се потврдуваа само со строгост, а не со знаење или со неопходната вештина што ја имат. Мудриот човек ги привлекува луѓето, ги предизвикува да го следат, бидејќи ја знае суштината на работите. И знае како да ги води луѓето. Има една мисла, кажана од духовен човек, која вели колку што се духовни брчките од намрштеноста, толку се духовни и брчките под очите од насмевката. И духовниот човек има многу повеќе причина да има ведро лице отколку намрштено. Зошто? Зашто знаеме дека во каква и ситуација да се најдеме, колку е да е страшен падот, знаеме дека се содействува за доброто на оние кои го љубат Бог. И имаме причина лицето да ни е ведро или осветлено. Зашто? Зашто знаеме дека со Бог секогаш имаме победа. Со Бог се оди за наше добро. И затоа нема потреба со строги намрштени лица да ја практикуваме власта. Така, значи да бидеме водачи или да ја практикуваме власта што Бог ни ја дава на сите нас во некаква смисла со ведри лица, зашто мудроста разведрува. Мудрите луѓе имаат ведри лица. Потоа, тие се се врзани работи. Каде што е зборот на царот, таму е власта. И кој ќе му каже што правиш? И во претходниот текст повторно говори дека водачот мора да биде почитуван. Водачот мора, тој царот мора да биде
слушан, да му се покоруваат. Значи овдека се тргнувате на премиса дека водачите се следени. Тоест, поради позицијата во која се наоѓаат, нивниот збор, нивните постапки имаат тежина. И луѓето ги следат. И која опасност овдека? Овдека опасноста, со текот на времето, бидејќи сме следени, бидејќи имаме власт, без разлика дали се работи власт над деца, дали се работи за власт над личност, на работно место и така натаму, оној синдром што се вика да бидеме завладени од синдромот богови. Овдека е предупредувањето. Кога вели дека луѓето ги следат оние што имаат власт и им се покоруваат, предупредувањето е за внимателност. Зошто? Зашто оној што има власт има и одговорност. Власта значи одговорност. Оној што има повеќе власт, значи дека има и поголема одговорност. Бидејќи последиците од неговите постапки се поголеми, имаат размери, пошироки размери. Во едно семејство, ако сгреши детето, едни се последиците, ако сгреши родителот, сосема други се последиците. Мало дете не може да растори семејство. Родителот може да го растори. А пак, на општествен план, грешката што ќе ја направи некој што чисти улици не е толку голема. Ќе остане некој лист хартија некаде. Грешката што ќе ја направи оно што е на врвот на хиерархијата е многу поголема и многу пострашна. Овдека говори за внимание, внимателност или контрола. Оние што практикуваат власт имаат сознание дека нивните постапки, нивните зборови имаат влијание. Да, тие се слушани, тие се следени од луѓе. Но тоа значи дека тие се следени и во добрите, но и во лошите работи. Тие ги водат луѓето или може да ги водат и кон добро, и кон лошо. И тука е предупредувањето. Мудриот водач мисли на тоа, мисли на своите постапки. И тука она пак да проникнува во суштината, да го разбира значењето. Зашто одговорноста е голема, последиците се големи. Затоа и Јаков, сеќавате во 3 глава на неговото послание, 1 стих, вели: немојте многумина да трчите да бидете учители. Зашто е одговорност. Одговорна работа е. Ако јас се убедувам да правите нешто што не е правилно, имам голема одговорност. Ако ве поучувам, вие ме слушате и имате доверба, а јас се поучувам на невистини, имам голема одговорност. Еден ден ќе застанам и ќе дадам отчет за мојата работа. Неопходно е чувство на одговорност при практикувањето на власта. А пак, мудриот следбеник разпознава преку мудроста што Бог ја дава кои се водачите кои разбираат дека имат одговорност, осознаваат дека се одговорни и внимателно практикуваат власт. Инаку, и мудриот човек со текот на времето избира. На крајот на краиштата доаѓаат последиците. Во семејството, ако децата бидат повеќе пати изневерени од нивните родители, со текот на времето тие почнуваат да ја губат довербата кај своите деца. И на крајот ќе кажат: јас не можам да им верувам на родителите. Тие ме лажат. Еден водач треба да има доверба кај следбениците. Многу значи на секој водач, за секој родител. Кога неговото дете ќе каже: знаев дека ќе го направиш тоа. Си му ветил нешто и потоа се го исполнил и дето се задоволно вели: знаев, не се ни сомневав. И така е на секој ниво на практикување на власта. А пак, најголемиот пример е Бог. Нито едно ветување Бог што го дал, не го заборавил.
Тој ги исполнил и ги исполнува сите ветувања. И затоа можеме сосема слободно да кажеме, знаеме дека е така. Се што е запишено во Библијата, знаеме дека е вистина. Што Бог ги исполнува ветувањата. И тоа е пример за практикување на власт. Бог тој е Ел Елион, на врвот. Нема никој над него во хиерархијата. И во исто време, тој е најодговорниот. Зошто тој ги исполнува сите ветувања. Одговорност. Иако е Бог, иако кај него нема опасноста, синдромот Бог, таа е опасност за нас, тој не страда од тој проблем. И тоа е многу важно. Понатаму, добра проценка. Кој пази заповед, тој не доживува никакво зло. Срцето на мудриот знае и време и наредба, зашто за секоја работа има свое време и свој суд, а за човекот е голема несреќа што не знае што ќе биде и како ќе биде тоа, а кој ќе му каже. Значи, говоревме овдека на почетокот за разбирањето на значењето, а сега овдека повеќе говори за не прашањето зошто, туку повеќе за прашањето што и како. Тука се повтара неколку пати фразата време и нештата. Кои нешта? И кога време? Има термин, временски термин. Многу е важно, значи прво најважно е зошто. Кое е значењето на нештата. Потоа, вели мудриот Соломон, доаѓа прашањето што и како и кога. Зошто е потребно тоа прашање? Овие прашања, зашто многу се нештата кои се добри. Многу добри нешта има, кои треба да ги направиме. И сите нешта сакаме да ги направиме сега. За секое нешто си има Божи начин и за секое нешто има Божо време. Голема несреќа е, и овдека вели за човек е голема несреќа, ако не знае што и ако не знае кога. И кој ќе му каже? Мудриот човек бара од Бог. Бог да ни каже што, кога. Сакаме да направиме многу работи. Многу од работите на прашањето зошто нема да го положат тестот. Зошто ќе видиме дека не е потребно. Не го сака Бог. Многу од работите што Бог ги сака на прашањето кога, Бог ќе рече не сега, а може да каже пак и сега. И гледам дека една нишка која ги поврзува сите овие принципи кои ги изнесува Соломон е близината со Бог. Мудриот човек, мудриот водач, го бара Бог. Бара Бог да му даде совет. Бара водство од Бог. Да го разбереме Божјото време на Божјиот начин. И тоа е една молитва што треба да се имаме сите во предвид. На ум. Постојано. Сите ние, кои сме и во позиција на власт, и во позиција на следбеници, да се молиме. Имаме заповед дадена во Библијата. Во 1 Тимотеј 2 глава 1 стих апостол Павле пишува до Тимотеј. Да се молиме за оние кои се поставени на власт. Иако ова е во политички контекст ставено, таа е молитва која треба да се применува, која треба да се користи за секоја власт. И власта што имаме како родители, и власта што имаме како верници, на сите нам, сите што сме овдека. Бог не дал власт. Каква власт? Духовна власт. Сите имаме духовна власт. Сите имаме духовна власт да ги доведеме луѓето во светот до Бог. Сите имаме таа власт. Сите сме поставени во позиција на водачи за луѓето кои не го познаваат Бог. И сите ние, на ваков или онаков начин, со нашите зборови и со нашите дела влијаеме
од позиција на духовна власт на луѓето што не го познаваат Бог. И затоа е многу важно овие принципи што се запишени овдека. Што или зошто, како и кога. Да збараме од Бог мудрост. Заповедта што му дава апостол Павле на Тимотеј во Божјото Слово, тоа е Божја заповед, е важна за сите нас. Важно е да се молиме за властите, важно е да се молиме за властите и во црквата, да се молиме за старешини, да се молиме за служители, зашто без Бог нема да знаеме. Кој ќе ни каже што и кога? Кој може да ни каже, ако не оној кој е господар на времето? Тој кажува кога и зошто. Има кајрос, или точно одредено време за секоја работа. Зборчето кајрос во Библијата значи точно, конкретно, специфично време. За секој нешто во нашиот живот има точно, специфично, одредено од Бог време. Мудриот водач, мудриот човек се моли Бог да му каже. Имаме власт и од нашето заедништво со Бог, од нашата општина со Бог, зависи дали таа власт правилно ќе ја практикуваме. Молете се како водачи за мудрост, молете се како следбеници, Бог да ви дава мудрост какви водачи да следите. Во секој поглед. Сите ние сме следбеници. Сите ние следиме некого во животот. Апостол Павле вели, следете ме мене, како што јас го следам Христос. Најдобрите водачи за следене се оние кои го следат Христос. И уште една може последна работа. Ниеден човек нема власт над духот, за да го задржи духот, и нема власт над смртниот ден. Што сака да каже со тоа? Дека сите имаме некаква власт, нема човек на кого не му е дадена некаква власт. Но нема нито еден кој има неограничена власт. Тука не говориме за Бог. Сите сме лимитирани во нашата власт. И тоа треба да го имаме во предвид. Зошто практикувањето на власта, пак ќе кажам, не прави чувствителни на синдромот Бог или Божество. Со текот на времето, практикувањето на власта може да не направи да се чувствуваме како богови. Не сме богови. Тука Соломон говори само за власт над духот. Кој има власт над духот? Чиј е духот? Духот е Божи, кој ни е даден нам. Не е наш. Кој има власт над смртниот ден? Никој нема власт. Тоа само две нешта. И со тоа Соломон не сака да изради над кои работи немаме власт. Пак ќе кажам, идеите се важни. Соломон сака да не каже дека сме ограничени. Имаме лимити. И нашата власт е ограничена. А тоа значи дека не треба да забегуваме. Треба да имаме осет за реалноста. Што е реално во нашиот живот, што не е реално. Живееме во несовршен свет прво. Светот е несовршен. Ние сме несовршени. Како луѓе кои практикуваат власт, и они над кои практикуваме власт се несовршени. Можеме ли да очекуваме совршенство во такви околности? Прво, ние не сме совршени, луѓето не се совршени, светот, околностите не се совршени. Тоа значи дека не можеме да очекуваме совршенство. Тоа значи дека многу пати, ако немало успеси во нашиот живот, може би сме се нацениле. Може би сме почнале да ги креваме стандардите многу повисоко отколку што Бог ни дал. На почетокот на ова полугодие бевме на родителска и разбравме дека сите имаат проблем со математика. Сите деца во поглед на успехот. Средниот успех во оделението е над 4, нешто над 4. Средниот успех по математика, само по математика, е некаде под 3, меѓу 2 и 3, 2,5.
И така е во сите одделенија каде што таа наставничка предава. И нормално се отвори прашањето, кај е проблемот? И се разбира класниот раководител, бидејќи е колегијален, сакаше да ја заштити наставничката. Еве, паднал успехот кај учениците по математика. Може ли да падне кај сите во сите класови само по еден предмет? И на крајот заклучивме дека стандардите или очекувањата на таа наставничка, која меѓу другото пак за прв пат предава, сега е вработена, не се реални. Треба да коригира нешто. Водачот треба да има сознание дека работи во несовршени услови со несовршени луѓе. Знаете ли кој е најдобриот водач? Најдобриот водач е оној кој, како несовршен човек, кој работи со несовршени луѓе, во несовршени околности и постигнува најдобрите резултати. Несовршените, зашто не постојат совршени резултати. Не е реално еден родител да очекува неговото дете да е најдобар во се. А ние сакаме како родители да е најдобар и во школо, и на надпревари, и на музичко, и на англиски, и во секој поглед. Има такви родители. Што носи тоа? Носи фрустрираност кај следбениците. Не можеме да очекуваме како работодавачи, сега немаме ни ги нас такви, нашите работници да работат по 15 часа дневно, и тоа е ефективно. Идејата е дека добриот водач знае кај е оптимумот. Реален е. Прво, осознава дека нема власт над се. Не може да ги контролира сите околности. Бог е тој што ги контролира околностите. Се случува нешто и ги уништува сите наши подготовки. Можеме да се подготвиме најдобро. За се да помислиме, да испланираме се. И се случува нешто и не враќа на почеток. И почнуваме пак одново. И Бог многу пати ги прави тие работи во нашиот живот. Не за лошо, за добро. Да не научи дека сепак ние сме ограничени, не сме богови. И да не доведе до она најважното, она со кој сакам да завршам. На крајот на краиштата, сите ние, и како водачи, и како следбеници, не смееме да забораваме дека има еден водач кој сите треба да го следат. Господ Исус Христос. Можеме да избереме кој човечки авторитет ќе го следиме. Дали ќе го следиме Петко или Трајко? Политичка опција, духовна политика, концепти, така натаму. Можеме да избереме. Демократско општеството. Има еден авторитет на кој секој треба да му се покори. Авторитетот над сите авторитети. Исус Христос. И тоа е водачот кон кој треба да се сообразат сите останати. Тоа е власта кон која треба според која се моделира секоја останата власт. Ако јас не им помагам на луѓето, ако ние, било кој од нас, не им помага на луѓето да го следат Исус Христос и да се преобразуваат според Него, не сме добри водачи. Не сум добар водач, не сме добри водачи. Секој водач, мудар водач, е има основната цел да го следи Исус Христос како водач и да ги води останатите под авторитетот на Исус Христос. Тоа е најдобриот водач. Ако самите ние, сега како следбеници говорам, значи прво говорам за водачи, ако ние како водачи не ги водиме луѓето до Христос, не сме добри водачи. Бог не дал власт на сите нам. И таа власт треба да ја практикуваме, за да ги водиме луѓето до Христос. И реков, сите ние сме и во позиција на следбеници. И тука е второто прашање. Ако не следиме луѓе кои не водат до Христос, не сме мудри следбеници. Не следиме правилни луѓе. Правиме лош избор. Зашто на крајот на криштата, најважното прашање на кое треба секој да одговори и на крајот секој ќе го одговори. Дали сум следбеник на Исус Христос и дали сум личноста како водач и следбеник која тој сака да бидам. Тоа е основното прашање.
и како водач, и како следбеник. Дали сум она личност која Исус Христос сака да бидам. И како водач, и како следбеник. И од тука потоа зависат понатамо сите останати работи. Ти си водач, ти имаш власт, но ти си следбеник и некој над тебе практикува власт. Голема е одговорноста. Соломон, како мудар цар, ни дава принципи кои треба да ги применуваме во нашиот живот. Скоро во секој момент сме исправени пред предизвикот како водачи или како следбеници. Каков избор да направиме? Скоро во секоја ситуација правиме избор. И честопати тој избор е поврзан со прашањето на која власт ќе се покорам. Во секој избор ние решаваме дали ќе се покориме на добрата власт или на лошата власт. Дали ќе практикуваме добра власт или ќе практикуваме неправедна власт. А еден ден, и како водачи, и како следбеници, ќе дадеме отчет пред највисокиот во хиерархијата Господ Исус Христос.